Здраво и добро дојдовте уште на видео, каде што видео ќе направиме една споредба, една аналогија помеѓу армијата, односно војните сили на една држава наспрема имуниот систем. Имајте на ум дека сепак ова е споредба, така што голем дел од работите не се баш така и има многу работи кои всушност не се точни, но ова е колку да добиете една општа слика за како работи имуниот систем и ова можеби ќе ви помогне да го сватите имуниот систем и ќе ви помогне во учењето понатаму, бидејќи понатаму ќе видиме вистински каков е имуниот систем, но ова нека биде така како една одскочна даска, некоја си општа ментална. И во ред, да започнеме. Да видиме сега какви воени сили, со какви воени сили располага имуниот систем. Значи, првично го имаме макрофагот, значи макрофаг, кој исто така го бележиме на овој начин. И макрофагот представува еден обичен војник. Значи тој е еден обичен војник и тие се многу добри во справувањето со натрапници, нели, со патогени. И овие обично се наоѓаат во ткивата, така, значи како стражари, но ги нема во голем број. Они се прилично доста ефективни, но ги нема во голем број, едноставно стражарат најчесто. Добро, сега имаме гранулоцити, односно тука спаѓаат неутрофили, базофили и еозинофили. И мињава ги добиваат по зависно како се бојат на микроскопски препарат. Но да видиме што се овие, ако ги испоредиме со армија. Добро, значи ова се гранулоцитите, кои се уште налик обичен војник, но како што гледате се малце поспециализирани од обичниот војник. Иако учествуваат во првиот удар, нели, во битката, имаат некои си малце поспециализирани функции. Нормално и они фагоцитираат како и макрофагот, но можат да извршуваат и некои поспециализирани функции, како што се, например, неутрофилот може да се самоубие, например, овдека замислете дека има бомби на него закачено, и при тоа да уништи се што е во негова околна средина. Налик бомбаш самоубиец. Значи, има стварно таква функција, да се самоубие себе си, со цел да ги земе натрапниците со него. Исто така можат да поставуваат и стапици. Додека макрофагот не поставува стапици, неутрофилите можат да поставуваат стапици, кои се налик мрежести стапици, кои се изградени всушност од ДНА. Така, значи може да поставуваат, като леки бележиме, стапици од ДНА. И нормално за ваква стапица мора исто така да се самоубие, бидејќи буквално испрла ДНА надвор од своето јадро и прави мрежа во околната средина, исто тука закачува и протеини на незе, во која може да фати натрапници. Значи, повторно, овие се обични војници, ги нема во голем број, исто како макрофагот, но се прилично добри за справување со натрапници, али не се специализирани. Они се за општа борба. Сега наредни кои ќе ги разгледаме се лимфоцитите. Така, значи, лимфоцити. Каде што првиот лимфоцитите ќе ги разгледаме Т клетките. Сега, по Т клетки постојат два вида на Т клетки и прво ќе испомнеме Т цитотоксик, односно ТЦ. Значи ТЦ, односно Т цитотоксик или цитотоксични, се налик специјални единици, некои единици за брзо расплетување, односно единици воени кои се специализирани за одредени действија. Например, единици против терористички напади или слично. Прилично се ефикасни и се специализирани кон одреден вид натрапник. Различна ТЦ клетка може да одговори кон различен натрапник. И они кога ќе најдат одреден натрапник, го зголемуваат својот број. Во ред? Наредни се Т хелпер, ТХ, односно Т помошници. Они се налик генерали, командири. Они го водат нападот, како да се одвива, така, значи има некаде си натрапници, треба да се организира напад, он го организира нападот и не само што го организира нападот, него дури и дава морал на трупите. Значи он иде буквално на борбеното поле и буквално им дава морал. Добро, не буквално, него во смисол ги тера да се борат подолго, значи они на овие
првични трупи, ги тера да се борат подолго, да се борат посилно и да се борат до последна капка. Бидејќи обично овие неутрофили, базофили и озонофили се борат и се онака кога ќе почне да им снемува ресурси, односно да си умираат, влегуваат во апоптоза. Но командирот те хелпер им ослободува супстанции кои ги тера да траат подолготрајно. Така, кој им кажува немој да се убиваш, уште терај, убивај дур можеш. У тој смисол. Значи, ти хелпер се многу битни помошници, бидејќи они организираат голем дел од работите. Сега, наредни, кои ќе ги разгледаме, се Б-клетките. Значи, они исто се така лимфоцити, Б-клетки. Б-клетките се налик извидници. Они имаат некаква си борбена активност, значи Б-клетките може да фагоцитираат во некој си случај, иако најчесто не ги рачунаме како фагоцитирачки. Има некаква си борбена активност, но нивната главна цел е да го препознаат на некој си начин натрапникот и да им помогнат на другите трупи преку создавање на антитела. Значи Б-клетките ќе почнат да создаваат антитела. Антителата замислете си како, не знам, муниција која е специфична за натрапникот или пак како нешто што го обележува натрапникот и им помага на трупите полесно да го најдат. Така, значи антителата има таква функција и Б-клетките буквално ќе го согледаат на некој начин натрапникот, нормално наводници ова името си го бидејќи то ни не гледаат, и ќе почнат да произведуваат антитела кои ќе им помогнат на останатиот дел од армијата. Вред? Значи наредни се дендридични клетки и овие се наоѓаат во различни ткива и некогаш имаат и различни имиња, може би Лангерхансови клетки и така натаму. Кои што овие немаат некоја си борбена активност, али се најдобри извидници. Значи они кои ќе забележат натрапник, одат и им кажуваат на специјалните единици, им кажуваат на војниците каков е натрапникот, каде се наоѓа, како да се справите со него, така. Значи ги насочува и ги контролира. Али он самиот не се бори. Али неговиот збор е финален. Значи он кој забележи натрапник, он сигурно е забележан. Значи нема тука двоумење. Во ред. И они се многу потребни за да се активираат овие специјални единици, например ТЦ клетките. Дендридичните клетки се значи многу потребни за нив. Едноставно ако не се дендридични клетки, специјалните единици многу тешко и се активираат. Специјалните единици може да се активираат ако има многу бурна војна. Значи ако војната, например војниците имаат многу бурна војна на бојното поле, може да се активираат специјалните единици без потреба од извидници. Али најчесто потребен е извидник, овакви дендридични клетки, со цел да се активираат специјалните единици. Во ред. И не остана уште еден вид на војник кои всушност се нарекуваат НК клетки, што всушност стои за Natural Killer, природни убици. Овие се налик специјална служба. Значи знаете оние како тајна служба кои идат покрај председатели и слично, или пак можете НК клетките да ги гледате како најмени убици. Значи они, како што гласи самото име, природни убици, они стварно сакаат да убиваат клетки. И поентата е, они постојано треба да добиваат како инхибиторни сигнали, со цел да им вика, не, ова не го убивај. Ако не добие инхибиторен сигнал, он ќе убие. И овие ги нема во некој си голем број, но овие заштитуваат против вируси, заштитуваат против тумори, така туморозни клетки, канцер, создавање канцер. И така натаму, значи прилично интересни клетки се, но обично нема многу да се задржуваме на нив. Нешто овде што сакам да спомнам е да лимфоцитите, значи Т и Б клетките, имаат една од најригорозните обуки, односно селекции. Значи не може секоја Т клетка и секоја Б клетка да помине. Само тие кои се најдобри можат да поминат. И тоа е буквално личи како bootcamp, она што го викаат на англиски, каде што идат на тренинг и само тие кои се најдобри ќе успеат. Бидејќи потребни се само најјаките единици. Но може некогаш да се случи некој кој не е доволно способен да помине. Сега, ако тоа се случи, има големи шанси да предизвика автоимуно заболување. И затоа не сакаме да поминат лоши војници, ги сакаме само најдобрите. Значи тоа се општо онака прегледано различните единици со кои располага армијата на имуниот систем.
Добро, и сега да видиме како всушност се распределени и каде всушност како всушност функционира. Добро, што имаме сега овде? Ова е некоја си мрежа од крвни садови. Така, значи, ова се крвни садови. И ова можете да го гледате налик патишта, значи автопатишта, низ кои се движат, нели, главно еритроцити, вакви црвени возила, кои што носат, нели, кислород кој треба да го пренесат до сите клетки. Нормално има тука и други клетки, имаме плейтлетс, односно тромбоцити, кои се како мајстори, кои одат по патот и ако има некаква си дупка во патот, нели ќе поправа. И има и војници. Така, значи има различни војници, кои ќе бележени со зелено. Ги немаме дека си огромен број, но ги има. Сега, војниците, освен што се наоѓаат во крвните садови, по главните патишта, може да се наоѓаат и во околното ткиво, по некој војник, например некој макрофагин или што стражарат, но војниците главно ги среќаваме по едни навидум споредни патишта. Што мислам со тоа? Значи, околу главниве патишта, така, има, замислете си, како споредни онакви земјени патишта покрај автопатот, како што си се, и вака може да ги бележиме, како идат преку, околу, тука се наоѓаат, така како споредни патчиња, кои што се испреплетени околу, нели, главните патишта. И овие, сушност, се лимфните садови. Така, значи имаш лимфни садови и имаш крвни садови и заедно, нели, го градат циркулаторниот систем. И они, нели, вака се испреплетени едни помеѓу други и така натаму. Сега, значи овие се лимфни садови. Во ред. Сега, армијата главно се наоѓа во овие лимфни садови. И она цело време патролира низ лимфните садови и може да искочи од лимфен сад, така да влезе во циркулација, или пак од циркулација да влезе назад во лимфен сад. Океј, значи може така да патролираат. И главно си се движат овдека низ лимфните садови. Добро, сега, овие лимфни садови се среќаваат на едни места кои што се наречени лимфни јазли. Така, значи, голем број лимфни садови, ако ќе блежиме од таму доаѓа некој лимфен сад и од таму доаѓа некој лимфен сад, се среќаваат во нешто што се нарекува лимфен јазол. Така, значи, вака една структура, која можете си го замислите како една барака, така, во која што си доаѓаат војниците кои си прават муабет. Во ред, значи има различни војници и доаѓаат сите овдека, се собираат, замислете си дека разменуваат информации, во ред, значи разменуваат информации едни со други, дали сретнале некој патоген, дали не сретнале и така натаму. Обично, извидниците, овие дендритични клетки кои претходно ги разгледавме, така, значи овие извидниците, ако видат некој натрапник, одма патуваат до најблиската барака. Така, да речеме дека тука, некаква си дендритична клетка, заблежа на натрапник и она одма со информацијата ќе отпатува до најблиската барака и таа информација ќе ја пренесе на околните војници. Она ќе проба да најде соодветен војник, бидејќи не сите војници може да одговорат на трапникот. Тоа не би сега толку битно, едноставно правиме тука една аналогија и нели ќе донесе таа информација. Каде што ќе се активира одредени трупи ќе се активираат и ќе бидат пратени на местото каде што бил сретнат на трапникот. Така, значи одредени трупи ќе бидат испратени натаму, ќе се активираат неколку генерали, генералите ќе стигнат таму, ќе видат што се случува на местото, така, ќе го организираат нападот, ќе дадат специфичен напад и така натаму. А овдека некаде тајно по циркулацијата, например си патува некоја си енка клетка, така си патува она, и најдена некоја си канцерогена клетка, и таа канцерогена клетка веројатно нема да има доволно инхибиторни сигнали и едноставно ќе ја убие и после ќе си го продолжи пак патот барајки друга. Добро, тоа беше главното што сакам да го поминам во ова видео. Нормално ова видео има многу непрецизни работи, сепак е една споредба што ја направив. Значи има многу непрецизни работи, но едноставно е колку да имате онака некоја си општа слика. И да можете на почеток бар додека учите онака се навратите што беше ова, аха, тоа беше војник, тоа беше одреден вид на клетка
Едноставно да сватите дека постојат различни видови на воени единици и оперираат на различни начини. Се дополнуваат едни со други за сите заедно да можат ефикасно да се справат со натрапникот. Добро, тоа беше се за видео, се надам дека научивте што ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.